500 штипски пензионери останаа без дрва за огрев. Несигурни во гаранцијата од добавувачот на дрва од Радовиш, менаџментот на Штипското здружение на пензионериот денеска ги информирал членовите кои се на списокот за набавка на дрва да дојдат и да си ги подигнат уплатените пари. Ова предизвика револт кај оние кои се надеваа дека зимава ќе им биде топла со пензионерските дрва. И пак ако не се исплатени дрвата, исплатаме ги и речеа дека се даделе списковите, на никого не носат сега. То дека го има, кој свет го има и у Македонија повтара се то. На шо личи то? На 21 век да то саат без дрва, а ти дрва да продаваш да нема децата дома леп да ти јадат. Ка рече и влагање кој ти тај персонатоло, кој колко може да се снајде, се снајде. Исто колко предвидна зајница. Она што го дознава телевизија Стар по реакција на пензионерите ја потврди и председателот на Сдруженијето Ристе Нетков. Значи, ова информација која е доставена до вас во моментот е точна. За жал на големо разочарување на нас и на нашите членови. Значи, во делот на огревните дрва, проблемот настана прво околу формирање на цената, а сега настана и околу достава на количината на дрва. Бевме на разговори со нашиот добавувач од Радовиш, меѓутоа не добивме цврсти гаранции дека тој во наредниот период може да ги испорача количините на дрвата и моментот кога барат корекција на цената, што за нас во овој момент е неприфатливо, бидејќи нема стабилна цена која во моментот не би можеле да ја гарантираме за нашите членови. Во меѓувреме, менаџментот на Сдруженијето прави се доколку е можно да го амортизира проблемот со дополнителната средба со првите луѓе од јавното предпријатие Македонски шуми. Па што току заврши разговорот со генералниот директор на Македонски шуми и ја погледна нашата документација и констатиравме дека е валидна и исправна. Направи контакт со нашиот добавувач од Радовиш и сиот обеќа дека оно што е по договорот ќе го испорача, освен оној дел околу корекции на цените кои што можно да уследат во наредниот период. За запишаните 500 пензионери требаше да се дистрибуираат 3000 метри кубно огромно дрво, бука и дап, по договорена цена од 3900 за бука, односно 4000 денари за метар кубен дабово дрво. Досега, само во мај, дистрибуирани се само 50 метри кубни буково дрво, за огрев на 10 запишани членови. Сличен проблем, каде не беше цената фактор, туку забраната за транспорт на огревни дрва од Малешевијата, без дрва за огрев останаа над 700 кочански пензионери.